Почитувани, добродојдовте во уште едно издание на Медиатека. И денеска преку прашања, разговори, ставови и мислења на нашите гости, ќе алармираме за потребата од медиумска писменост на децата и на младите, зашто само така ќе знаат како да се заштитат од несоодветното влијание на медиумите врз нивниот емоционален, психолошки и социјален развој. Следете не. Во ерата на фрапантни димензии на технолошка и информацијска револуција, образованието за медиумите е императив за правилно обликување на односот на децата кон стварноста. Почнуваме. Социјалните мрежи како глобален феномен на денешницата е темата на ова издание на Медиатека. Знаете ли дека на Facebook има над 2,23 милиарди корисници? На YouTube се гледаат по 5 милиарда видеа секој ден. Instagram во 2018 година ја достигна бројката од 1 милиарда корисници. Очигледно младите, дружењето во 4 очи го заменија со комуникација преку социјалните мрежи. Кои се позитивните, а кои се негативните влијанија од социјалните мрежи, ги прашуваме нашите денешни гости. Ученици од Основното општинско училиште Димитар Миладинов, општина Центар, ученици од гимназијата Орце Николов и Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Добре ни дојдовте. Благодариме. Можете ли да си замислите како изгледал животот без мобилни телефони и можноста да комуницирате на социјалните мрежи било каде и во било кое време од денот? Па, сметам дека порано луѓето бидејќи нели немале социјални мрежи и немале некои мобилни уради, тие повеќе го поминувале слободното време во меѓусебна комуникација и сметам дека имале повеќе време во обавувањето на нивните лични обврски, додека денеска тоа е заменето со нашите нели уради кои што цело време ги користиме и на тој начин комуницираме со нашите врсници и луѓето околу нас. Па, јас сум сигурна дека порано имало повеќе дружба во 4 очи, како што се вика, бидејќи ние сега голем дел од времето го поминуваме на социјалните мрежи. Тоа е за дружбата. Например, ние кога сакаме да учиме преку интернет, тие немале толку можност и достапност до информации. Знам дека оделе многу во библиотеки каде што има енциклопедии кои ги нема во многу изданија и не се толку достапни за јавност. Така, сметате ли дека биле во тоа време поинформирани на таков начин отколку денес преку социјалните мрежи? Не сметам дека биле поинформирани, но тие повеќе се труделе и не ги добивале сите информации како што ви се кажало на тацна. Нас се не е готово и не знаеме како да стигнеме до нештото. Например, ако треба нешто подетално или понапорно, полесно се откажуваме. Јас мислам дека порано, иако може би било потешко да се комуницира, например, на место преку порака, мора да се јавиш и да отидеш на некој куќата. Мислам дека се уште се снаоѓале да комуницираат и може би имало повеќе физичка дружба од него по социјалните мрежи. И се согласувам со нејзе дека барале по библиотеки работи и по книги повеќе, а ние можеме полесно на Википедија да отвориме и да се информираме. Така. Одлични размислувања за почеток. Кордалов, дали вашето детство наликуваше на детството на овие млади луѓе? Па, во некоја мерка и би сакал да наликуваше. Меѓутоа, кога пред 20 на години како ученик во Скопската гимназија Јосип Брз Тито седев од оваа страна, во емисијата Звон, например, од режијата не опоменуваа да ги исклучиме мобилните телефони, заради тоа што мобилни телефони тогаш немавме. Меѓутоа, исто така имаше и многу други работи кои што беа каде поразлични. Меѓутоа, едно мора да кажеме дека исто или едно што наликува како порано, или работите кои што не се менуваат се следните. Ако порано луѓето многу порано комуницирале само со писма, тие сепак комуницирале. Ако порано сме комуницирале претежно по мобилен телефон или сме чекале двојдници, за кои што младите генерации не ги ни сретнале, односно да чекаш соседот да ти ја ослободи линијата за да можеш да се јавиш некаде на фиксниот телефон, а денеска тоа се прави преку мобилните телефони, преку интернетот и преку социјалните медиуми. Меѓутоа, имаше уште една паралела која што би сакал да истакнам, а тоа е ако за нашите генерации или за мојата генерација
телевизорот беше нешто на кое што не вика немој да седиш преблиску, заради тоа што може да ги расипе очите, тоа за денешните и за идните генерации ќе бидат компјутерите, мобилните телефони и интернетот. Се на се да заклучиме дека секоја генерација има своји предности и така треба да биде, меѓутоа секој пат ќе биде во плюс доколку ги користи позитивните страни, во случајот на интернетот, доколку медиумската и дигиталната писменост станат дел од образованието, станат дел од животите на сите млади луѓе, а верувам дека оваа соработка, оваа емисија и овие работи кои што се прават ќе бидат поттик да тоа се побрзо и биде дел од нашите животи. Токму така, ние за тоа и го правиме сето ова со таа цел. А во наредниве минута 2, со слика и тон, ве воведуваме во денешната тема. Инстаграм, Снепчат, Јутјуб и Фејсбук се најпопуларни социјални мрежи кај младите. Преку нив тие се постојано онлайн со нивните најблиски, со што врската меѓу овие апликации и тинеџерите станува нераскинлива. Сега е ерата на Инстаграмот, мрежа која е на врвот на популарноста меѓу младите и каде што користејќи безброј филтри се објавуваат совршени фотографии, а како награда се бројат лајкови. За поголема приватност, анонимност и разговор во 4 очи, младите користат апликации како што е Снепчатот, каде што пораките, сликите и видеата исчезнуваат веднаш или по само 24 часа. Експлозивната популарност на овие мрежи ја сведува употребата на интернетот на дружење и себе рекламирање, а многу помалку за информирање. Социјалните веб страници стануваат нивниот прв приоритет, а потоа се училиштето, семејството и спортот. Освен ова, секојдневната изложеност на социјалните мрежи ги притиска младите да се портретираат како некој што не се, а многумина може да почувствуваат потреба и да го променат својот физички изглед, споредувајќи се со личноста што ја следат на овие мрежи. Корисниците на овие мрежи се постојано под лупа и на маркетинг агенциите, кои ги следат нивните интереси и им нудат најразлични производи. Кога младите се на социјалните мрежи, освен пријателите, роднините и врсниците, до нив имаат пристап и непознати лица. Интернет предаторите имаат лесен и анонимен пристап до децата на интернет, каде што може да го сокријат својот идентитет и да разговараат со нив без ограничување. Една од најголемите опасности е сајбербулингот. Тоа е онлайн малтретирање, вознемирување и заплашување на друго дете преку агресивни текстови или твитови со објавување на лични информации, слики или видеа дизајнирани да го повредат или засрамат. Сепак, социјалните мрежи не се бескорисни. Тоа се едни од ретките места каде што тинеџерите можат своите мисли да ги споделат со своите врсници. Многу пријателства се создадени токму преку социјалните мрежи, каде младите пронашле свој другар со кој делат исти интереси и ставови. Најдобро е младите да ги користат само бенефитите од социјалните мрежи. Тогаш тие вистински ќе го добијат заслужениот и најголемиот лајк. Според едно истражување, 24% од испитаниците рекле дека социјалните мрежи ги користат за разговор со пријателите. 19% само за следење на пријателите, а внимавајте, 12% за губење време. Вие, зашто ги користите социјалните мрежи? Во главно социјалните мрежи се полесен начин за комуникација, бидејќи полесно разговараме со другите, наместо како во минатото да идеме до кај некој или слично. И јас мислам дека има на некои работи што губиме време, како што рековте, но има кога и користиме за допишување, разговарање со пријатели и размена на случки или искуства, а и следиме пријатели што постираат слики и објави. Тоа се казува, прашам, постирате ли слики, објавувате коментари? Да, постираме слики, но коментари не многу често, бидејќи повеќе ме интересира сликата отколку коментарот. Така, добро. Ајде да ги слушнеме и помладите. Зашто еве вие ги користите социјалните мрежи, повели? Јас најчесто социјалните мрежи ги користам за да видам која песна е нова, што се случува во светот или пак да видам од моите омилени креатори на YouTube, видеа што постираат и слично. Исто така гледам настани кои ќе ги посети, кога се, нели, не треба да се троши хартија
плакати или на флаери за да се изнесе таа информација време, место, кога, кој. Да, во електронска форма сето тоа оди многу побрзо. А ви се случува ли еве некогаш кога сакате да се видите со некого, да поразговарате на некоја тема за одреден муабет, наместо да излезете на кафе муабет, сепак да се решите да останете дома и да го направите муабетот на Facebook? Повели? Тоа понекогаш дури се деша, но не толку често колку што пример другите мислат. Пример во мој случај, јас ако решам пример да се договорам да излезам еве на пример со некое друштво или со другарки, ние тоа го правиме и се организираме и се сретнуваме. Јас секогаш ако се договорам со некој од моите другари да искочам, тоа не се случува толку често, но секогаш кога ќе се договориме, секогаш излагаме и се дружиме. Така, добро. Девојки? Па ние претежно повеќе време како што кажавме го користиме на своите телефони и дека нели секогаш кога почнува викендот, ние сите сакаме да излегуваме, но доколку се случи некој проблем, на пример некој не е слободен да излезе на прошетка, на кафеете, на сладолед, претежно користиме на FaceTime, да се видиме преку камера и да си ги кажеме своите работи што сакаме да си ги кажеме вака 4 очи. Так. 4 очи. Добро, ги слушнавме размислувањата на модерните генерации, а Кордалов не е дека младите не комуницираат, но како вид комуникација нудат социјалните мрежи? Ајде пред да одговориме, направиме една паралела, бидејќи два пати беше например спомената лектирата. Ако пред 20-30 години факт дека нашите генерациите пред нас требале да одат до библиотека за да бараат одредена книга да ја прочитаат, да побараат белешка за авторот, кратка содржина од која ќе ја прочитаат и слично. Денеска се случува истото, меѓутоа многу побрзо и не се троши она време за да се патува до библиотеката, за да се бара книгата, туку се е достапно и онлайн. Меѓутоа, повторно ќе кажем паралелата која повлечеме се останува исто, само што добиваме повеќе време. Но ги слушнавме и младите денешните генерации велат дека време нема. И тоа е еден од ризиците, тоа е еден од опасностите од интернет просторот, тоа е еден од ризиците и опасностите кои што ги нуди новата дигитализација, а тоа е да создадеме правила како да се однесуваме во интернет просторот. Тоа е да создадеме начин, да создадеме така наречена онлайн репутација за тоа што треба, а што не треба да го правиме на интернет. Секој пат се трудам да дадам една паралела, а таа е повеќе можеби наменета за родителите и за чинителите, односно професорите, учесниците во воспитно-образовниот процес. Значи, ако порано и ден денеска многу внимание се посветува на тоа да ги научиме децата од најмала возраст како се поминува улица, што е пешачки премин, како се почитуваат сообраќајните знаци, во исто време уште поголема потребата за воведување на правила и учење за она што се нарекува дигитална писменост, она што се нарекува дел од медиумската писменост, а тоа е како да ги искористат правилно дигиталните уреди, интернетот, со цел да ги подобрат сите ефекти кои што ги имаат при учењето, понатаму како основа во работата и слично. Што е една од работите која што треба да ги направиме, и тука ви дал уште еден пример. Исто како што од најмала возраст треба да ги научиме децата дека овошјето и зеленчукот се здрави, се потребни да се внесуваат, заради тоа што се многу вкусни, а ако го пропуштиме тој период, секој пат брзата храна ќе биде многу попримамлива, заради тоа што е позачината, заради тоа што е поблага и така натаму. Значи, правилата на игра и начинот како треба да се однесуваат младите во интернет просторот се стекнуваат од најмала возраст. Кога ќе ги научат тие правила, тие самите знаат, како што и слушнавме тука, како треба да се постапува и што е она што треба да се прави. Колку повеќе знаеме што е она што треба да го користиме правилно, додека сме онлайн, толку помалце опасности можеме да завлеземе и да се сочиме. Така, ајде повторно да го слушнеме и мислењето на учениците. Дали сте биле некогаш во искушение да проектирате лажна слика за себе, само за да им се допаднете на вашите Facebook пријатели? Или можеби еве на Instagram новите генерации? Дали социјалните мрежи одредуваат што е in, а што е out? Мислам дека социјалните мрежи одредуваат што е in, а што е out, бидејќи да ги нема нив не би знаеле, како например модата, например ако некој
кафич, например, се рекламира на социјалните мрежи, ние ќе сакаме таму да видиме и да пробаме. Или, например, некои пријатели биле во некој место, се пофалиле на социјалните мрежи, ние сме виделе сликата, ќе сакаме таму да одиме, може би по пат натаму ќе сретнеме некој кафич друг, ама ние нема да влеземе во него, бидејќи не сме го виделе, не сме слушнале ништо за него. Да, затоа што попривлечно ви изгледа рекламата која што сте забележиле на социјалните мрежи. А рекламата секогаш честопати знае да излаже. И јас мислам дека има големо влијание врз тоа што е ин и што е аут, но мислам дека секој треба да се биде сопствен и единствен и да си има свој начин на облекување и свој начин на однесување, што го прави посебен, нели секој од нас е различен и треба тоа да си го почитува. Јас мислам дека самите Photoshop и филтери се во мода и се ин, иако може вака ви звучи чудно, но исто така сакам да кажам, колку што ни даваат социјалните мрежи слобода да се искажуваме, да бидеме своји, да промовираме нешто што ние сакаме, нешто добро, толку не и затвараат во некој вид кутија да мораме да ги следиме модата, да користиме филтери, да користиме Photoshop, за да не се истакнеме премногу, да не штрчиме во таа бура од Photoshop слики. Слепо и еднонасочно да ги следиме само трендовите кои што ни се промовираат преку исто така ни социјалните даваат и мрежи. да се искажеме себе си, да си го покажеме натрешните емоции, нашите мислења, но исто така не затвараат на некој начин. Тоа е. Добро. И јас сакам да кажам дека, како што рековме, имам некои многу што ставаат лажни фотографии или Photoshop. Значи, тоа потекнува и некако од нашите идоли, фанови, бидејќи и тие на некој начин, може ние не го приметуваме индиректно, но во подсвест се приметува дека и тие презентираат некогаш лажно и ние мислиме дека е позитивно и го пренесуваме како наше лично, да, но всушност копираме туѓа лага. Кордалов, се согласувате ли дека социјалните мрежи создаваат еден виртуелен свет и дека за децата границата меѓу виртуелниот и реалниот свет често не е јасна, односно дека се губи? Делумно се сложувам заради тоа што факт е дека прекомерното користење или така наречената злоупотреба на социјалните мрежи може да доведе до тоа да се создаде разлика меѓу она што е реалност и она што е виртуелен свет. Меѓутоа, она што мене повеќе ме плаши се две други појави кои што би сакал да ги споменам, тоа е сајбербулингот, односно можностите или опасностите за пред се вербално, но и потоа и физичко насилство со кои што можат да се соочат и сретнат децата и младите дека се во интернет просторот и особено феноменот на Facebook депресија, така наречена Facebook депресија, инаку се однесува на сите социјални медиуми. Тоа е она потреба и зависност од лајкови, потреба и зависност од популарност, зависност од она што се нарекува да се биде признано од околината. Многу е важно, што беше споменато и тука, секој да гради свој имидж и свој јас, секој да гради свој идентитет, заради тоа што секој индивидуа од најмала возраст е индивидуа која што е посебна, има своји специфики и токму социјалните медиуми ни го даваат тоа како можност. Не се само опасностите. Сетете се само особено младите кои што се тука со нас ќе потврдат дека имаме голем број на пејачи, пејачки, актери, актерки и други славни личности кои што буквално се лансирале преку користење на интернет платформите. Значи, постојат опасности, постојат ризици. Може да завлеземе ако ги злоупотребуваме социјалните медиуми во она што се нарекува виртуелна реалност, игнорирајќи ја вистинската реалност. Меѓутоа, ако навистина добро се научиме и знаеме како да ги користиме интернет и социјалните медиуми за корисни работи, до тоа нема да дојде. Повторно ќе нагласам и ќе го поздравам овој проект на Македонската радио телевизија и Македонскиот институт за медиуми со цел поттикнување и враќање, односно носење на голема врата на медиумската писменост која што на сите нас не е неопходна. Не се само младите, не се само децата, туку буквално секој еден од нас во ова дигитално време мора постојано да се усовршува и постојано да биде во тренд со позитивните аспекти на дигиталната комуникација. Дарко Булдиовски, експертот за нови медиуми, со нас сподели размислување на тема социјални мрежи. Еве ги неговите поинти кои што ќе ни бидат добра основа за разговорот што следува. Ако земеме предвид на која старосна возраст почнуваат да појавуваат интерес за користење на социјалните мрежи кај
кај младите, односно кај децата, многу тешко да кажеме што тие треба да знаат. Многу е поважно да кажеме што тие околу нив, значи нивните родители, учители, наставници треба да знаат како да ги упатат во тој свет. Во смисла на тоа дека треба да им објаснат, да им раскажат што се може таму да се случи, што треба да внимаваат, до кое ниво треба да се впуштаат во таа приказка и нормално на најбитната работа, временската ограниченост. Она што е многу поважно што тие прават таму, затоа што технологијата или социјалните медиуми или било кој друг комуникацијски канал може да користите за добри и за лоши работи, за работи кои што помагаат во развој на младите, за работи кои што одмагаат во развој на младите. Секогаш нели за било која работа постојано е момент дека премногу од нешто не чини. Ако имаме контрола на тоа кој се е во нашиот круг, го намалуваме ризикот да се злоупотреби тоа нешто. Нормално, многу често злоупотребата се случува од луѓе што ги познаваме, но тука веќе барем колку толку имаме контрола или други механизми со кои што може да се послужиме за да го спречиме тоа или да го прекинеме. Со комплетна свесност за тоа што прават и зошто прават таму. Многу често сега младите не толку многу одат на социјалните мрежи колку што им се важни игрите и дружењето внатре во игрите. Интересен е моментот дека сега имате млади луѓе кои што се како да кажам модели за тоа како другите помлади и уште помлади се однесуваат. И во некоја ситуација е многу важно да се работи со нив, значи зборуваме за некои тинејџери од 15, 16, 19 години, кои што всушност се урнек за помладите. И тие во дадена ситуација можеби се свесни за тоа, а меѓутоа не внимаваат на тоа како се однесуваат, кои пораки ги испраќаат. Дали има начин да ги препознаат лажните профили или не, тоа се зависи од искуство. Значи, зависи од искуството во смисол на тоа дека има принципи по кои што се однесуваат едни или други типови на акаунти, на сметки, на социјалните медиуми и со тек на време всушност вие може да најдете начини како да детектирате дали некој е реален или не е реален, дали некој е лажен профил или е вистински профил. Се завршува на темата искуство и се завршува на темата разговарање, односно едукација. Затоа што денеска ако има еден тип на ботови или еден тип на лажни профили со една намера, веќе утре или за една недела може тоа да се смени, да исчезне, Facebook или Twitter или Instagram или YouTube да ги избрише тие профили, да најде начин, но веќе следната недела имате нов тип, нов начин како некои други луѓе сакаат да го злоупотребат тоа. Така да континуирана надградба. Се враќаме во нашето студио со размислувањата на учениците. Какви совети добивате од вашите родители кога ве гледаат закачени на некоја социјална мрежа? Па, зависи во кој дел од периодот, а може и не викаат дека најчесто кога трошиме многу време или седиме многу долго на телефон или на интернет, и понекогаш ни викаат да престанеме и да фатиме да правиме нешто корисно, например да учиме, но бидејќи информациите ни се, како што кажавме пред тоа, на тацна, некогаш и не сакаме, зашто мислиме дека цело време ни се достапни и тоа е еден голем проблем кај нас, младите. Така, добро. Ајде ќе ги слушнеме и девојките. Како реагираат вашите родители кога ќе ве видат на некој од социјалните мрежи? Сега нели спомнавме за Инстаграм и за Фејсбук, дека на Инстаграм стануваш пријател со некој. Таму не можеш да си го затвориш профилот како што можеш на Инстаграм и постануваш, можеш да одлучиш дали сакаш да станеш пријател со луѓето што ти ги познаваш или со луѓето што не си се ниту сретнал никогаш и затоа ние треба моите родители, например кога седам многу на телефон и кога знаат дека имаш пријатели на своите социјални мрежи, ми викаат отвори 4 очи за да знаеш со кој стапуваш во пријателство и со кој комуницираш, бидејќи не секогаш тоа завршува како вистинско пријателство. Може да дојде и до лошо завршување, да дознаат твојата адреса, може да дојде до насилство или до уште полошо убиство ако нешто не е како исто мислење. Тоа е моето. Добро е што сте свесни за овие работи. Па родителите не советуваат да се пазиме од многу лажни профили што ги има на социјалните мрежи и од многу лажни информации кои може да доведат до многу лоши нешта, например до тепачки, до карања. На сите нас родителите сигурно не викаат прифаќајте секој, на сите ни викаат да внимаваме, но сепак повеќето или
дел од корисниците на Instagram, Facebook прифаќаат секакви пријатели само за да имаат повеќе пријатели на профилот. А потоа се случува до следните работи, дознаваат адреса и се случуваат секакви работи. Добро, мора да признам навистина интересни размислувања и особено сте свесни за опасностите кои што ве демнат од социјалните мрежи. Според вас, Кордалов, дали децата се виновни што се зависни од социјалните мрежи, што Facebook и Instagram им се најдобрите пријатели? Па не мислам дека Facebook и Instagram им се најдобрите пријатели, мислам дека се свесни за тоа и од она што можевме да го слушнеме е така. Социјалните медиуми се само канал. Се само начин како да остварите одредена комуникација и да се социализирате. Тие не можат да го заменат реалното пријателство. Ако сите еден ден се исклучиме, например, од Facebook нема да има никаква смисла на постоењето, ниту ќе може да постои, бидејќи всушност ние сме тие што ги прават и ги градат социјалните мрежи. Еден совет, она што беше кажано тука, најпријателски или најотворено е тоа што немојте никогаш да бидете поразлични од она што сте во реалноста. Немојте да креирате лажна слика за себе од онаа што ја правите во секојдневието. Сакам да кажам, не се фотографирајте различно облечени од она што сте секој ден или за секоја прилика. Заради тоа што, независно на која возраст сте, секогаш многу повеќе ќе значите и многу повеќе ќе ве ценат сите луѓе, ако бидете она што сте и правите и градите собствен идентитет. Во таа насока е многу важно она што беше споменато, да не се додаваат пријателства по секоја цена, или не се додаваат фоловерси, следачи, по секоја цена за да имаме потенцијално повеќе лајкови, затоа што така ја отвараме вратата да имаме многу повеќе несакани гости. Така ја отвараме вратата да привлечеме многу луѓе кои што не мислат добро, а нема да постигнеме никаков ефект во однос на популарноста поради која што ги додава. Не мислам дека е вината кај младите или само дека е вината кај нив, иако како што возраста се зголемува, така одговорностите секој пат ќе бидат многу поголеми кај младите. Меѓутоа, пред се мислам дека одговорноста, не мора да ја велиме вина, се наоѓа кај возрастните, односно пред се кај родителите и кај чинителите во воспитно-образовниот процес или професорите. Ќе дадам само два примери кои што се многу важни по мене во секојдневието се практикуваат. Кога ги учиме децата од најмала возраст за како тоа треба да се однесуваат на интернет, многу често ние како возрастни, како родители правиме грешки. Значи, например, поминуваме на улица и велиме на дете немој да гледаш на твојот телефон додека поминаш улица, а ние сме цело време како родители, како возрастни приклучени на пораките додека сме на пешачкиот премин. Или пак велиме не треба да се седи цел ден на интернет, треба да се поминува одредено време на интернет, и тоа важи за нашите деца, а од друга страна ние седиме дома и сме постојано на Viber, на WhatsApp, на сите други апликации. Како денеска, за да сватиме колку се важно овие правила и како се заштитиме, многу е важно знаеме дека денеска децата се раѓаат со мобилните телефони, значи буквално со самото раѓање денеска детето од топ 5 луѓе што ги гледа уште несвесно е мобилниот телефон и интернетот, и социјалните мрежи стануваат се поголем дел од нивните животи. И токму затоа е многу важна порака за професорите, за наставниците, за образованието, сите чинители таму, да се разбере дека час поскоро мора образованието да се дигитализира. Мора час поскоро во образованието да се воведе практична медиумска и дигитална писменост, заради тоа што на тој начин учениците, односно децата од најмали нозе, ќе направат разлика што е тоа да се помине корисно времето на интернет, а што е она да се потроши времето на интернет. Заради тоа што ако во воспитно-образовниот процес вие им кажете интересни извори, особено содржини кои што се аудиовизуелни, фотографии, видеа, низ кои што ќе можат да учат или стекнуваат дополнително знаење, толку повеќе тие ќе се интересираат за корисните работи, а ги има двојно повеќе корисни работи на интернет отколку негативни. Така што само на овој начин ќе навистина го трасираме патот за безбедни генерации, дигитални генерации кои што знаат како да се однесуваат на интернет. Така. Време е за уште едно интересно прашање за самите ученици. Би се случило ли некој од вашите пријатели, кога велам пријатели, секако мислам на пријатели на социјалните мрежи, да го блокирате затоа што бил непристоен, јавно говорел невистини или нешто слично? Ми се има случајно да блокирам пријател што го знам лично, тоа може би бидејќи сме се скарале претходно на училиште или негде.
Ама ми се случило почесто да блокирам некој што не го знам, а прво да ми пишува пораки или да ми збори некои работи што не се баш секогаш пристојни. Така. И за да се оттргнам од тој човек, го блокирам за да не се расправам. Одлично, паметен потек. Ајде горе да ве слушнеме. Јас најчесто ги блокирам најчесто пријателите, бидејќи во многу касно навечер, да речеме 1 сат са бајле или 2, ќе почнат да ми праќаат слики, едната слика да речеме многу пати. И не можам, кажувам да престанат, но они не престануваат и така ги блокирало. Дали ти се случило тебе некој да блокираш? Мене Од овие лично причини? не, ама знам дека на многу другарки тоа им се случило, дека не само поради невистини, туку и на шала тоа го прават. Така. И на крај тоа може да биде за да престанеме да комуницираме со нив, затоа што може би некогаш во некој случај ни смета нивното присуство и на социјалните мрежи во вистинскиот живот. Кога сме во тој виртуелен свет на социјалните мрежи, некогаш можеби многу сме понесени со тоа и забораваме дека тој од другата страна има сепак свој реален живот. Така што мене ми се има случајно кога пријателите ќе се понесат и ќе се заборават дека јас имам други обврски, па да ги блокирам за да не ми пречат. Сакав да се надоврзам со тоа девојче, бидејќи многу често искрено немам блокирано некој вака што го знам во личен живот, бидејќи сметам дека не е тоа добар начин за решавање на проблеми, но блокирам луѓе кои можеби не се луѓе на Facebook, Instagram, бидејќи тие се фейк акаунти, се приметува дека се лажни страници и постои опасност од нешто да се случи лошо, веднаш се забележува тоа кога нешто не е вистина. На крајот на криштото тоа е нужна мерка за да се заштитиш пред се самата ти. Да. Па јас обично ги блокирам тие што не ги познавам, а сакаат да ми бидат пријатели. Така? Некои например што други што им нудат пријатели, само ги игнорираат, а јас ги блокирам од принцип нешто во иднина да не се случи. Ми се има случајно еднаш од глупост да блокирам. Така. Ама сватив дека тоа сепак не е решението, или па ако ми праќаат многу пораки ме вознемируваат, не е решението да ги блокираш, туку едноставно можеш да ги мјутнеш. Така, добро. Значи имаме повеќе опции во игра. Да. Добро. Кога станува збор за социјалните мрежи, дали некој ќе биде корисник на една социјална мрежа е лично право и прашање на избор. Но со влегувањето во виртуелните заедници, секој се изложува на ризици, па треба да знаеме и како да се заштитиме од нив. Поточно треба да го знаеме упатството за работа. Дали се согласувате со ова, Кордалов? Целосно се согласувам со тоа и еден пример дека многу често знае тоа да не е така е тоа што на конкретно Facebook во своите правила и во своите упатства кажува дека е дозволен или наменет за лица над 13 години, но многу често можеме да видиме многу помали лица кои што се таму и лажно го представуваат својот идентитет. Упатството е всушност како еден куќен ред, како еден дневен ред, како устав она што е во една земја и е многу важно да се следи, да се почитува заради тоа што тоа е не случајно напишано. Таму се основните правила кои што ќе ви дадат многу повеќе можности да добиете на социјалните медиуми, меѓутоа ќе ве заштитат од несакани последици. Упатството не може да ги замени родителите, упатството не може да замени се друго, меѓутоа потребно да се прочити, потребно да се знае, бидејќи тоа е еден наш договор кој што го правиме со социјалната мрежа. Ние не склучуваме како во реалноста, нели, договор со потпис и печат, како што е сега, меѓутоа со кликнувањето дека сакаме да се регистрираме на таа мрежа, ние практично склучуваме договор и ги прифаќаме условите кои што се нудат таму. Зошто во оваа насок освен упатството генерално е потребна дигиталната како дел од медиумската писменост, е тоа што ние многу често мислиме дека од најмали генерации до највозрасни, дека ако знаеме и имаме паметни телефони, дека сме дигитално писмени. Ако имаме профил на Facebook или акаунт на Instagram, дека сме дигитално писмени. Ако следиме портали, дека сме истото тоа. Не. А дигитално писмени сме ако се усовршуваме и ако се надоградуваме секој ден, ако знаеме како мобилниот телефон, компјутерот,
социјалните мрежи, да ги искористиме во секојдневните активности, ако знаеме каде да ги најдеме добрите информации за да совладаме подобро одредена лекција или направиме одреден проект, направиме семинарска работа за поголемите возрасти или пак ако знаеме како да ги искористиме за да бидеме подобри во работата. Еден апел, тоа е постојано да учиме нешто ново, а не само да го поминуваме времето како беше наведено за залудно потрошено, а да учиме нешто ново, низ забава, низ игра, низ аудиовизуелни содржини, меѓутоа нешто кое што ќе ни користи, ќе ни го направи и на нас и на околината животот многу поинтересен, многу поудобен и многу покорисен. Одлично, јас ви благодарам за исцрпниот одговор и сигурен сум дека поттикнавте многумина на размислување со овие ваши ставови. Воедно ви благодарам и за учеството во денешното издание на Медиатека, а ќе ви се заблагодарам и на вас учениците за тоа што активно земавте учество во денешната емисија. А за крај, почитувани гледачи, само ќе си дозволам да ви сугерирам на вам младите луѓе, престанете да собирате лајкови, опуштете се и вистински уживајте во животот. Се гледаме, но по можност тет-а-тет.